Судот има обврска веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа по приемот на предлогот од Министерството за внатрешни работи и полицискиот извештај, без да одржи рочиште, да одлучи за изрекување итна мерка за заштита, отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот. Жртвата има право да поднесе тужба пред граѓански суд за утврдување одговорност за непостапување со должно внимание од страна на надлежните институции, а товарот за докажување е на страната на институцијата и лицето во институцијата што пропуштило да постапи согласно закон. Жртвите се ослободени од судски трошоци во текот на судската постапка. Ова се само дел од новините, предвидени во новиот предлог закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство. Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпацка рече дека законот е важен дел од акцијскиот план за спроведување на Истанбулската конвенција, која нашата држава ја ратификуваше во декември 2017 година. Родово базираното насилство врз жените и семејното насилство може би некаде е повидливо, а некаде е заскриено, но тоа постои и затоа пред него не смееме ниту да молчиме, ниту да го игнорираме. Напротив, треба да ја подигнуваме свеста за негово препознавање и постапување. Насилството врз жените и семејното насилство не се приватна работа и затоа државата треба преку сеопфатни и интегрирани политики да превенира и да ги заштити жртвите на насилството. Министерката изрази убеденост дека предлог законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство во собраниска процедура ќе добија поддршка и од опозицијата, бидејќи според неа насилството не познава партиска определеност, насилството не познава верска или етничка припадност, општествен или имотен статус. Токму затоа е важно сите заедно да застанеме зад ова законско решение кое е подготвено во соработка со експерти и невладините организации и решение кое значи надградба на постојниот систем и зајакнување на севкупниот институционален одговор на родово базираното насилство. Поддршката што обезбедуваме во делот на информирањето, советувањето и превремениот престој за жените жртви на родово базирано насилство и семејно насилство и нивните деца, жените жртви на сексуално насилство и силување, жртвите на трговија со луѓе, како и жртви на насилство поради сексуалната ориентација и родовиот идентитет, е во согласност со стандардите предвидени во Истанбулската конвенција. Предлог законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство го усвои владата, пошто влегува во собраниска процедура. Со него, според надлежните, се обезбедува сеопфатен пристап и координиран мултидисциплинарен одговор во справувањето со овој тип насилство во согласност со меѓународните стандарди.